Хело луѓенца мои, добре дојдовте во мојот нов YouTube влог. Часот е 5 наутро, козава ми е ужасна, само што се избањав. Се спремам за мојата next destination. Само секунда. Одам во Охрид, точно за 3 часа. Сега само што ги спремавме куферите, не ви снимав бидејќи сум во хаос цел ден. Денес се вратив од Штип. Едва стигнав да се спремам, така да околу 9 тргаме за Охрид и ќе ви снимам дел од, тоест не дел, него ќе се потрудам да ви снимам што е можно повеќе за мојот YouTube канал. И ево, ова е само дел, значи има и во другата соба. Така е кога женско патува, погледнете. Значи, лифтот се слуша ужасно. Сега ќе имам моментално до Штип, имам една ултра брза работа. Часот е 5:30, Тамара горе кај мене устан спие заедно со Лео. Јас сум со нив двете, бидејќи тие не легнаа да спијат исто како и јас. Мислев дека ќе спиемо на, не знам, 2 часа, бидејќи ќе возам, но никако. Така да, еве надвор. Само што се раздени буквално. И сега ќе идеме до Штип. После идеме до Веро. Треба да купам мармелада. Of course, мислам, не сум доволно црна. И уште некои ситници. И let's go! Еве сме моментално тука. Бираме која падна избор на ова Black Up. Исто така че GPT ни ја препорача. И сега да докупиме уште некои ситници. Чекам да ми се отвори банката уште пола час и идемо. Видимо термос за вода. Та ги гледам најголемите глупости. Мислете, стигнавме, ева и Тамара, Лео е тука како главен и Елена. Стигнавме, моментално тука чекаме еден другар, имаме некоја кратка работа да завршиме и моментално сме на... Ми се прекина ради батеријата. На некои 2 минути сме од смештајот каде што ќе бидеме. Така да сега е часот 2. Ние ќе идеме да се распакуваме, мислам, не знам дали ќе имаме време да се распакуваме, пошто сакаме да идеме на плажа, но барем да ги оставиме куферите и се тоа. И планираме да идеме на Golden Beach, така да ќе ви се јавам од таму. И еве сме, се спремавме за на плажа. Еве ги со гумата, види тројцата мускетари со. Инаку имаме проблем тука за паркинг. Затоа што пред нашиот апартман не е за женски шофер. Така да центарот не е близу, а можеме да идеме пешки и се тоа, али на плажа не може да идеме пешки, премногу е жешко. И не знам како ќе биде. Вали да ќе бараме друг паркинг, зашто паркингот во двор е хаотичен и баш многу тешко да се влезе. Порачавме коктели, ова е безалкохолен коктел, не знам како се вика. За мене ми е убав, на другиве не е убав.
Дека е малку се бањав, искрено водава е ладна, но е чиста и можам да кажам дека е многу почиста од Будва. Реално кај што бевме ние на некои 2-3 плажи, значи водата беше ужасна. А овде можам да кажам дека сум реално презадоволна од чистината на водата, само е многу ладно и нема да толку луѓе колку што очекував искрено. Добро утро. Значи, ние се вративме од плажа, ние толку бевме уморни, бидејќи претходната вечер не спиевме, јас се комирав. Сега станав, часот е 11:30. Апартманов е во тотален хаос, утре ќе го средеме. И сега ќе излеземе малку да прошетаме низ центар да видам што има. Во Лео. Јас сум премногу уморна, што се мене тиче, ја не би не излегла воопшто, али као, ајде да не ги одбивам сестрите, сакаат да излеземе да прошетаме, така да ќе прошетаме може да саат време и тоа ќе повторно се комирам, бидејќи возев денес 5 сати, патот беше ужасен, гужва, хаос, притом не спиено, не знам. И тоа е тоа. Значи, јас морам да ви кажам што ми се деси пред пола саат. Знаете дека сум со Лео тука во Охрид и го пуштив во дворот од смештајот, мислејќи дека Лео нема да избега, но ми дојде еден другар и као седевме надвор на маса, гледам као 10 минути го нема, али као мислев, знаеш, околу кола тука некаде, и као гледам штама е, нема го Лео. Викам, чекај да видам, и веднаш гледам Лео го нема никаде, низ целиот двор. И ова ми се случува втор пат во Охрид да ми избега, мада овој пат не беше, ајде, толку страшно. Првиот пат го баравме и со полиција. Нема везе, го најдовме за 5-10 минути. Мислам, сам се врати и ние излеговме со колото другарот, вртевме кругови низ улициве, тука, бидејќи не очекувавме дека е негде далеку, пошто беше кратко времето од кога го немаше. И го најдовме во дворот, као кога се вративме вториот пат и само слушам некој дека лае. И јас го познавам гласот на Лео и си беше вратен, така да тоа е првиот шок за овој одмор. И некој се спремевме, морам да ви покажам мојот аутфит чек. Идеме да видиме што има низ градо. Еве ги овие двете. Малку ми е лошо светлото. Јас пак без микрофони, стандард, не. И тоа е тоа, инаку ги земав микрофоните, преска снимам со микрофони и пак немам никако навика да ги носам. Ајде сме Охрид 5 август, празно во 12 часот на вечер. Не знам што се случува. 5 август од годините овде немаше човек каде да помине. Сега е празно. Кажи. Ова е сега сладушто, чашка да биде. Ово ми е вечна дилема дали се јаде. Мислеа дека се јаде. Иначе, топка сладолед кошта 50 денари. Што мислам дека сосема коректно за туристичко место. Јас земав од Лотус и Стрчатела. Сега сме моментално на пристаниште во Охрид. Значи, ова ми е воедно и омилениот дел од Охрид. Еве сме, чекаме да јадеме дурум. Спреми се, Лена. Ева, со рол виршуа. Луѓенца мои, стигнавме во апартман. Земавме, како се шо, дурум. Внатре имам само цацики и пилешко, сега ќе правиме тейстинг. Па, реално, окей.
као, не нешто што би го јадела пак, али окей, нека. Добро утро. Часот е 11:20. Ние со Лео шетаме, јас се спремам за плажа. Денес ќе одиме на Канео, тоа е во една од моите омилени плажи во Охрид. Инаку косава ми очина од синоќе, бидејќи заспав со мокра коса. Така да, ќе одиме малку да се улюдам и денот може да започне. Еве сме, да видите по какви сокаци одиме, зашо немаше паркинг и не можевме тука да влеземе со кола, ева со гумата. Значи, ено морето. Хаос. Се изморев, значи имавме скоро 1 километар пешки да одиме. Но што викаат, за убава плажа се трпи. Така да, stay tuned. Еве ги овие двете манекенки. Еве сме моментално кај црква Свети Јован Богослов. После 6 сати стигнавме конечно. Видите оваа преуглава гледка и нашата преуглава Македонија и нашиот преуглав Охрид. Малце лошо ова заснимување. Не знам после за Тамара, туристо. Не знам после за качување како ќе биде, но ко преживи причаче. Тука кај одиме за добра слика све се прави. Да. Еве како се спремаме на вечер. Огледалово си го земавме од овде од апартманот од ходник, бидејќи заборавивме да си земеме огледалце. Така да, шминкли се овде и let's go! Малку ми е лошо осветливањето искрено. Така да... Не! Лео, тука! Инаку кучево ми се научи секунда да ми бега од овде од капија, така да морам многу да го пазам. Инаку сега си ставив една маска, заборев Beauty Blender. Само лоша ми е светлината. Ме мрзи да идам натре по ring light, така да сега ќе си уклучам блиц на телефонов и да се нашминкам, бидејќи овие сите спијат сега после плажа внатре. Јас седам и се шминкам, бидејќи ќе одиме на ноќно крстарење. Инаку јас вака летно време пудра не ставам никако, само коректор и го контурирам лицето. Така да се гледаме за кратко. Веќе дотераниве. Чекат, како се вика ова, драгон?
Dragon Breed. Breed, така ли? Долу као шуре. Оде ли на Ајде сега, Ева! Ајде вземи. Дајбе. Еве го. Бе. Ама бака, они. А Ева? Бака. И не знам колку ме слушате, моментално дојдовме во една кафана, мене ме фати алергија на окото, затоа овде сум шминкана, овде не. Затоа што имам алергија од лепак за трепки, а јас ставим. Така да, ова е мојот аутфит, ке скоро го се сликам, ке ставам на Инстаграм да видите. Градот е полон, инаку вчера беше празен, не знам од која причина. Денес градот е преполн, кафаната е преполна, така да, тоа е тоа. Еве сме со Лео, инаку вчера од кафана се отидов дома, нешто не ми беше добро, па ништо не ви снимав. Лео, еве го Лео, прв пат на плажа, инаку сме тука на Golden Beach. Овде е pet friendly, така да го земавме. Го земавме да видам како ќе реагира и мат се плаши од водата, ладно му е, али овака е окей, као што е прв пат тука, окей е. Инаку и на Канео е pet friendly, али првиот ден дојдовме тука, вчера бевме на Канео и сега сме пак тука. Го внесовме еднаш у вода, малце има некое чудно понашање, али сега за сега е топ. Мислам дека ќе го внесам уште еднаш и тоа е тоа. И еве сме јас и Лео, останатите отидоа да се возат на она даска што се весла, не знам како, знаете, јас дека се плашам, односно се плашам. Имам проблем со панични напади, така да јас сум сама со Лео, ги чуваме лежалките. Другите се веслаат таму. Така да сега чекам, бидејќи имаат еден час, чекам да се приближат тука, па да ги сликам, да ги снимам. Ќе ги снимам и за вас обавесно. Еве ги овие тука. Ја и Лео, они се возат на даска. Опасни се. И хело луѓе мои, опет од исто место. Само што се истуширав, тука сум со Елена, еве шминките се спремни, еве го и Лео. Бара момент да избега, инаку имаме тука осилник. Значи, не можем да опишам колку оси или пчели, не знам што има на овде. Кога ќе изнесеме јадење или било што, значи овде е хаос. Инаку овие беа на даска, мислам дека ви снимав и мислам дека нема луѓе што повеќе пати си имаат искарано од нас. Ние на дневно ниво се караме едно 7 до 10 пати, од тие 7 до 10 пати 2 пати се брутални. Така да, ќе ви кажат комаца се среда да се нашминкат, пошто се гради моментално. Ќе ви раскажат story time што се десило на даската, барала ги цела плажа, а јас испијав на жалката со Лео, не знам што си има десено, зашто не ќе да ги сликам. Така да, после кога ќе се средат, ќе ви кажат. Инаку сега не ви снимам процес на шминкање, зашто 100 пати го имам тоа снимано. Сега ќе се шминкам и конечно ќе идеме на крстарење. Јас се надевам денес дека ќе стигнеме, пошто вчера закаснавме и завршивме у кафана, логично. И аутфит чек. Балерината, така още се върту. Чекай. Страшно и убаво. Што е? Ајде.
Тамара? И се дотеравме, се справавме, одиме на крстарење, се скаравме 4 пати, сега до таму уште 2 пати. Искрено да. После одиме... Кои си покараш, ще ми ги седнем. Да. Се И јас отидеме легам да на стојам на крај. Рингишпил. Елена, ај кажи што се случи преска на даската, како ве барала цела плажа. Кажете историте. Цела плажа. Тамара ви па Имаше, да, имаше ограничено доколку може да одиме. Доколку може да одиме. Ама ние идеме треба и повеќе и можеше да нафане струја оти возеа бродови таму. А ја кутра без Да, ќе ни пресеча носи, ќе без носи. Кафе возможно. Вака ја. Да, идеме длабокото и цел плаж ме Некоја тржи Тамара и жена да возеше, идеме на спаса. некоја Тамара возеше и малку се... А јас случајно видов, гледам, они се 3 и одеднаш гледам некоја жена позади. Ја мислам онако, знаеш, ко некоја сакала да се весла со нив. Која нас да не спаси, кудра. Да. А ја и Лео лаганица на плажа да се испиеме. Така да тоа е стори тајмо. Сега одиме, видите ми, луѓе, козата ми се природно ми стана виткана одеднаш. Јас имав права коса, сега не знам што ово морам да го средам. Морам да одам на кератинско исправање, јас не сакам ваква коса да имам. И тоа е тоа, инаку да видите лип комбо од Тему. Брутално. Да, после ќе купиме, си барам нараквичка за нога. Инаку еве го бродот кај што ќе одиме сега на крстарење. Кристина Нова. Еве го. Охрид. Еве, фотопут. Ќе се сликаме и на тоа. Обавезно. Еве има и овде. Абе, си купих овакво. Еве, ќе фаќаме пари. А кликна, зашо? Фейкуш. Кликна на или варката гледа кој иде. Еве, на место на крстарење завршивме во Луна парк, како се вика во. Зашто ќе чекаме другата тура, инаку после ќе се возиме таму на Змејот, ќе чекаме друга тура на крстарење, зашто немаше место во ова сега. И се укрцавме конечно. Еве сме тука на почетокот на бродот, инаку да фативме втора тура. Of course. 50 минути е возење и ќе одиме после на Рингшпил. Еве сме сами на Рингшпил у 12 навечер. Значи нема никој. Колку се плашите од 1 до 10? Не, има качуваат се некој, не сме сами, значи... Се качува, да, добра, ако бевме сами ќе беше многу страх. Да, и мене исто така. А клубата кај да оставиме? Немате лет, не лет. Не бе, ќе ги држиме, нема да ни летне. Моника, Треба да го затворена ова флаша, а да оди толку. а да не е толку, ајде бе. Миле, многу ми е страф, ајде, Само вајда торбичката. стана. Не, Тамара не. Тамара се плаши. Не, нема да се плаши. Тамара се плаши, сака да стане. А? Што има? Што е тоа? Еј, песните. Нема врска, бе, нема. Ова ми е први последен пат, искрено тоа ми е. Еве го. Гледате да беја,
А ти го пуѓа да кажеш ти. Елена, што ќе изјавиш? Сакате ли уште едно? Ја сум дарил за. И добро вечер. Ние бевме на крстарење, видовте, избративте, бевме на Рингишпил, сега се вративме у апартман. И тоа е тоа, часот е 2:30, свртивме некој круг низ град, јадевме и сега ќе легнам да спијам. Инаку, ова овде ми е флека од боболица. Еве вака ми остана. Така да, ако имате некое решение, било што како можам да го средам, да изгледа, инаку ќе одам на ласер, бидејќи имам пречисто лице и ова ми ужасно нервира, да ми пишете. А ние се гледаме во утрешниот ден. И добро утро, луѓе. Овде сме со Лео. Одиме до аптека да купам нешто, бидејќи Елена настина ја боли глава, настината е запната, мислам дека се синусите. И мислам дека денес нема да одиме на плажа, ако не е подобро нормално. Така да ќе видиме што ќе правиме денес, да се среди праволнак, па ќе видиме понатаму. Еве сме, земавме сендвичи од Pink Panther и помфрит. Тамара, сакаш ли да фаќаш слано? What's your name? Eva and Elena. So good. Take it, please, Elena. Hey there, Eva. Hi, Eva. Yes, lady Eva. Oh, you're so strong. You broken my phone. Take it, please. You want a makeup? So he doesn't like my makeup. Okay, here we go again. Take it, please, Eva. Thank you. Please, Eva. Come on. Yes, Eva. No way. You want more makeup? You doesn't like my makeup. Okay, here we go again. Take it, please. High five. Thank you. Prova. Don't scare me. Go, surprise. That's it. Eva, И на крај ипак завршивме на плажа, на Славија, ужас, али дојдовме во 5 часот, бидејќи ни беше претопло, така да овде ќе останеме уште саат време и одиме дома. Еве сме ние после кафана, останатото друштво не напусти. Ако плиме, Моника. Кажете дека си лепо. Така да ништо не ви снимав у кафаната. Еве го мојот прекрасен аутфит. Сега идеме дома. Не, ќе ме фала. Зошто? Не ни треба балонче. Јави се. Кажи чао. Балонче, нема кој да ни купи балонче. Кога ќе имам дечко, ќе ми купи балонче. Сега идемо куќи. Добро утро. Деј, не знам кој. Часот 12:30, сега станав. Се трудам да ги разбудам останатите, но тешко ми иде. После кафана, така е. Така да станеме, да пиеме кафе и се надевам дека ќе станат у најскоро време и одиме на плажа. Чекаме Елена од продавница и идеме на Golden Beach. Еве сме ние заборавените. Новчаникот го оставивме у кола и само што стигнавме на плажа, сега идеме да го земеме, зашто немаме како да платиме лежалки, немаме како да земеме, да јадеме, да пиеме. И така. И јадењето ни стигна. Јас земав криспи бургер. Елена, дај прст.
Елена зема соева пилешки прсти, да мора и покажи што зема за јадење. Цезар. Салата. Маце ми изгледа сиромашен бургерот. Оке, видиме. Ја инаку кетчуп не јадам, само мајонез. Ова ми е најубавото, вака навечер, после да ќе спијат, ќе се истуширам после плажа и овака ќе уживам. И опет од исто место. Спремни сме. Денес недела, ние сме овде до среда, така да имам уште 3 дена. Ево ставам овие златни обетки, ова е пашно. Вака. Инаку денес требаше кежуал да бидеме облечени. На што кежуал? Еве. Тамара кежуал. Шляште целата. И пак сме на денс парти. Ева влече вака. Ништо, 200 евра. Рип. Напишано си жив. Може излегување. Must have пекара. Инаку наобрато ме фатен телефон, бидејќи ми е мрсна ракава. Некој ми... Елена? Не, дојде куче отвор. Не, дојди тука, нема да што. Ево сме стигнавме, моментално сме тука на трапеца, паркинг 300 денари, хаос. Немавме тука, па моравме да се паркираме во еден приватен двор. Така да, прв пат сум на оваа плажа, гледав доста добри рецензии и на TikTok и вака. Така да, ќе видиме. Сега ќе идеме тука до продавница да видиме некоја маска, немам појма. Каква маска? Епа гледаш, нема таква. Е така, таа. А ти имаш ева? Лава. Ево ќе си купам маска да го истражувам езерото. Плава. Е вака. Еве маска. Еве едно со кроснет. Wonderful. Ми се допаѓа. А дали сега нема лежалки? Виде таа плажа. Ајде би име натаму лежалки. Видя водата. Еве ги македонскиве Малдиви. Инаку не знаев на плажава дали е pet friendly. Сега гледам тука има кучиња, значи е pet friendly.
Ај се разочарав зашто не си го земав Лео, така да се надевам дека јутре ќе дојдеме пак овде, за да го земеме, но плажата е, мислам прв пат овде. Јас сум во чудо. Плажава е, не можам да ви опишам колко е само добра. Само е проблем што мораме да лежиме на пешкира, зашто нема лежалки, мада нема везе, инаку јас сум испотена, многу ми е добро. И еве седнавме да јадеме овде покрај езеро, инаку пола мени нема, не знам зашо. Ќе јадеме тоа што има. Инаку пак да кажам, значи јас сум воодушевена од чистотата на плажата и на водата. Преубаво. Сигурно би дошла повторно овде пак. Еве, значи заборавија прибор да ни донесат, нема врска, услугава е хаос. Ова ви е една антиреклама од мене. Ај уште на порција. Сега ќе ви донесам. Важи и лепчето и приборот ќе те молам. Еве, вака изгледа окей, што порачавме ние. Овој ресторан е во прашање. Се наоѓа овде, персоналот е арогантен, мислам окей, машкото е окей, али келнерката е ужасна, има луѓе тука до нас кои што се жалат дека чекаат саат и по јадење, на нас брзо ни стигна, али јако што знам прво се носи приборот, после се носи јадењето, нема врска, ајде. Ќе поминеме некако, а е астрономски цени, значи, астрономски цени. Но, нешто морам да кажам, е една голема пофалба за Охрид, повеќето плажи се pet friendly, така да тоа е напредок, еден огромен плюс, бидејќи јас имам куче, така да... Мада моето куче не е многу за на плажа, сега овде не го земавме, бидејќи немат ниту лежалки, не сакам да го малтретирам да лежи по Жешково, дека нема чадори, али големиот дел од плажите се pet friendly и тоа е red flag. Но red flag изкажаја не, green flag. И луѓе мои, се спремивме, ми го знаете овој комплет, така да нема потреба да го покажувам. Земав микрофон и идам да снимам една реклама за еден ајскрим, за еден сладолед. Така да идеме сега на центар. Пешки сме и цело време идеме пешки до центар, само до плажа идеме со кола, затоа што не можам да ви опишам кој хаос е. Поголем хаос од Скопје, буквално за паркинг. Така да, се вративме од плажа, малку среди во апартман, се бањам, се средив, се уште ми и мокра косава и морам да се пофалам дека не ја пеглам косава веќе, може би месец дена. Тоа е за пофалба. Шо, Елена? Аха, ајде. Сакат аутфит чек. Мојот аутфит не е ништо њу, така да тоа е тоа. Ева со змијата. Слика е ти волно. Јас ова сакам да се Молим? Јас ова сакам да се Да, ајде, може, ја YouTube снимам. ме познав. Ај снимај. А? И сега се прибрав. Значи, ужасно, морам да ви кажам, кремата за бришење шминка си ја заборавив у Скопје. Мицеларната вода магично ми исчезна, така да јас денес бришам шминка со влажни. И после не денес, веќе ова ми е може би трет ден, и после се чудам
Зашо ми е букнато лицево? Погледнете. Ова ми се флеки од поболици. Тоа морам да го санирам. Инаку, ние сме уште утре овде во Охрид. Утре е вторник. Во среда си одиме, среда е 12 август и на 20 август повторно доаѓам во Охрид, така да ова лето решив да уживам, бидејќи од септември ме чека толку работа, толку обврски на кои се радувам, можем да кажам, затоа што ќе ги работам проектите за кои што ви кажав, излегува книгата и излегуваат уште 2 огромни проекти кои што ќе ви ги откријам малку понатаму, значи сето тоа ќе се одвива во текот на крајот на септември и октомври. Инаку октомври патувам, планирам уште едно далечно патување. И после здравје, наредно патување ќе ми биде за Нова година. За Нова година имам желба да одам во Париз, така да ја се надевам дека се ќе испадне по план. И тоа е тоа. Јас сега да го измијам лицево од влажно, да ставам некоја крема, бидејќи ми е ужасно и од водата и од морето, бидејќи бев 2 пати на море. Сега овде на езеро, лицето ми е во ужасна состојба. Морам кога ќе се вратам во Скопје да идам на некој третман малку да го освежам. И тоа е тоа, часот е веќе 2. Јас одам да спијам, утре ми е последен ден на плажа за овој одмор. Така да се гледаме утре, као last day од овој влог. И the day is finished. Се избрушав некако шминкава со влажни. Сега ќе ставам крема и одам да спавам. Добро утро. Ја размислив дека денес немам што занимливо да ви снимам, затоа што идеме на Голден, на истата плажа. Не идеме на нова плажа, бидејќи станавме касно, веќе часот е 3, а бараме плажа која што не е pet friendly. Мислам и на таа кај што бевме вчера е pet friendly, но не е доста далеку, значи имаме околу 40 на минути возење. Така да ние сега ќе идеме на Голден. Не верувам дека нешто посебно би снимала, исто ќе се бањаме, ќе јадеме, ќе седиме со Лео, ќе се сончеме и тоа е тоа. И ако има нешто, како што кажав, интересно во Огледаловиот хаос, или вечер кога ќе излеземе, ќе ви документирам. Еве сме со Лео во шумот. Еве ги овие двете. Го чекаме господинот да заврши со нужда, па да одиме на плажа. Еве ни е плажата. Инаку утре ни е денот резервиран за на базен. Утре ќе идеме на базен. Бидејќи ни е последен ден, ќе идеме малку на базен 2-3 сати и ќе си одиме дома. Сега ние влегуваме од задниот влез, зашто не мрзеше да вртеме од таму. Еве го базенот, сега не знам, може би утре ќе идеме на овој базен што е во склоп на плажава, а може би ќе идеме во базенот на хотел Лаки. Инаку ова е една од моите омилени плажи и претходните години кога доаѓав тука бев често. Бидејќи ми е близо и ми се сви, а сакам плажа со лежалки. Така да, сега знак питање дали ќе најдеме лежалки, бидејќи сакаме лежалки во првиот ред, па we will see. Сме со Лео. Дојдовме под сенка, Лео му е топло, чекаме вода да му донесат. Еве, ева сега иде да му донесе вода. Така ли, Лео?
Пајзите, Леомо е денес трети ден на плажа и денес е среќе. Еве Елена се намачка мармелада. Јас цел живот со микрофоните и никако да ги користам. Еве сакам таква гума да си купам. Фламинго. Следниот пат ќе купам таква гума. И хелол од Охрид. Хелол. Од Охрид. Last day. Утре си одиме. Јас сум овака кежуал, не знам колку можете да видите. Сега сме иначе со Лео и ја не сум нашминкана, имам само сјајна устава. Бидејќи одиме само да купиме магнети за дома и некои нараквички, некои ситници. Вртиме еден круг и се враќаме дома да ги спремиме куферите, бидејќи утре до 10-11 најкасно мораме да излеземе од смештај. И така да, денес лабаво идеме порано дома. И тоа е тоа за овој одмор. Ќе ви снимам и утре уште нешто. И после ќе ви го едитирам видеото. И ќе гледате 7 Days in Охрид. Јавите се. И еве сме. Куповината заврши. Купивме поклони за дома. Сега одиме до Рингишпилот нешто да... Не знам, ева сакала да шутира нешто. И после идеме дома. Мораме да се чистиме, да се спремаме и така. Чај, але. Ајде, ева ќе врте, држите среќа да добиеме нешто. Видите го, Лео. Ајде, врти. Тишина, Лео. Лео. Немаме среќа. Дури ни 100 денари не добивме. А тука се исплаќа да добиеме 500. А уште еднаш дор. Ајде, секој има уште 100 денари. На. Ај се Елена врти. Ај Елена не. Ај сега Елена ќе врте. Да видиме Елена. 500. Ај држи ти среќа на Елена. Елена пак ништо гледаш. Ајде. Што е поклона? Што Елена? Неќе мајде ева нека. Што треба да фате? Ајде. Ај. Пробај. Оцена? Имам бала. Мало. Не правилно го се. Јас само губените што осеќам. Исто. Имам бала. Са е кисело. Онака. Nothing special. Алео? Шо? А, да, лебедче. Добро утро, луѓенца мои. Еве сме ние на бензинска. Дојдовме да ставиме гориво. И јас морам да се расумам со мојот омилен хел. Сега е часот 10:47. Ние ќе тргаме за Скопје.
Мислам дека сакавме да идеме на базен, но нема да можам да возам уморна од базен, од плажа, пак да тргам, така да нашето патување во Охрид за сега се завршува овде. И тоа е тоа. Мислам дека ќе се одјавам, но ќе видам ако нешто ви снимам во текот на патот натаму. Ќе ви снимам, ако не, само ќе се одјавам од видеово. Еве сме моментално на стража. Земав мекици и чизкейк нутела. Други ве спијат во кола, ја изгледам сама, се паркирав тука на Лукойл. Брзо стигнахме реално за саат време. Опа, еве ги. Кома Транс. Wait a moment. Морам да гризам. Имаш зема 2 чизкейк нутела. Ќе јадам по пат. И тоа е тоа, луѓенца мои. Ви благодарам што останавте до крај. Јас да стигнам дома да ви го едитирам видеово и за некои 2 до 3 дена ќе ви го пуштам влогот.